Извинете, малку задоцнив, за да го прочитам она што ви кажа, што го имам добиено словото, некаде во април 23 година. Се однесува за претходната заедница каде што бев. Вака, прво, а тие веќе не се поврзани со Христос, кој е глава на телото. Тој му дава сила на телото и преку неговите жили и лигаменти го држи цврсто обединето. Тоа духовно тело може да расте само ако се храни од Бог. Колосјани 2:19. Во црквата е присутен духот на лажна љубов, лицемерна вера и лажна побожност. Испитајте ги мотивите на вашите срца, зашто сте повикани во служба и за кого сте повикани, кому му служите. Ова е сопрашалник. Христос е глава на црквата. Вие како органи во телото сте поврзани со Него. Треба да бидете поврзани со Него. Тој му дава сила на телото и преку неговите жили и лигаменти го држи цврсто обединето и ова тело духовно ќе расте ако се храни само од Бог. Не грижете се само за земното, се оптеретувате и се нанесувате и наметнувате непотребно време. Грижете се за небесата. Господ брзо ќе дојде. Грижете се со радост да го пречекате. Мислете на Него, на Исус. Не ги занемарувајте пророштвата. Имајте цврста вера, цврсто верувајте и извршувајте го Словото. Зборовите што излегуваат од вашата уста нека не бидат како во ветар, а вие да се лулеете де лево, де десно, навидом љубов искажувате, самите се залажувате. Во црквата е присутно лажна љубов, лажна побожност и лажна вера. Божето Слово не е за да се каже туку така. Тоа е живо и сака и ќе продолжи да живее. Од вас зависи дали ќе му дозволите во вас да живее или туку така ќе го пуштите низ устата да излезе без да извршите тоа што го изговарате. Затоа не редете празни зборови, вашето да биде да и вашето не. Подобро нека се вкорени во вас, за да даде плод од вечна вредност да биде од полза на многумина. Не изговарајте ги Божите зборови напразно, туку извршувајте ги. Барајте го Царството Небесно, се друго ќе ви се придодаде. Не трупајте си богатство на земјата, каде рѓа и молци ќе го јадат. Не занемарувајте ги пророштвата, пак велам. Купете си маз за очите, намачкајте ги за да прогледате. Запалете ги угасените светелки и купете си на време масло. Јас бргу ќе дојдам. Во црквата е присутна лажна радост, само на лице, не од срце, од внатре. Му служите со обврска и службите ги извршувате без цел од мене поставена. Испитајте ги мотивите на вашите срца, зашто сте повикани во служба да му служите нему, на Исуса. А вие на кого му служите? Многу ви дадов, а на кој му е дадено многу и многу се бара од него. Не бидете како застарена вода, нели гледате дека правам нешто ново во вас. Стани и засвети, а јас ќе бидам со вас. Никогаш нема да ве напуштам.